Лидерот на Северна Кореја Ким Џонг Ун искористи воена изложба за своите први забелешки за САД откако Доналд Трамп победи на изборите, велејќи дека минатите преговори го потврдиле она како што тој го нарекува непроменливото непријателство на Вашингтон кон Пјонгјанг. Ким вели дека ќе ги прошири нуклеарните капацитети на Северна Кореја без ограничување како единствен начин да се спротистави на надворешните закани. Ким денес е дефинитивно различен противник за Трамп отколку кога последен пат се сретнаа во 2019 година, вели поранешниот службеник за азиски прашања на Стейт Департментот Еванс Ревер. Ким Џонг Ун верува дека има поголема моќ. Верувам дека дел од таа поголема моќ е неговата новооткриена врска со русите. Американските војни представници велат дека сега има повеќе од 10.000 војници од Северна Кореја распоредени во Русија кои помагаат во инвазијата врз Украина. Рускиот министер за одбрана Андреј Белоусов минатиот месец беше во Пјонгјанг, унапредувајќи го договорот за стратешко партнерство за кој Белоусов вели дека го намалува ризикот од војна на Корејскиот полуостров. Генералниот секретар на НАТО Марк Руте вели дека Сојузот е предизвик за идната администрација на Трамп. Нуклеарната и ракетната технологија се влеваат во Северна Кореја. И затоа е ризик сега Северна Кореја да ги користи. Не само за да биде закана за нас овде, туку и за копното на САД. Заедно Русија и Северна Кореја се закануваат со поголема нестабилност, вели поранешниот американски национален разузнавач за Северна Кореја Синдеј Селер. This is becoming a military alliance. Ова станува воен сојуз со краткорочна и долгорочна опасност. Опасен ризик за очигледно продолжување на војната во Украина, дестабилизирање на Корејскиот полуостров, дестабилизирање на меѓународната заедница. Со тоа што Северна Кореја добива руски системи за противвоздушна одбрана, унапредено производство на муниција, готовина и помош во храна и гориво, Селер вели дека Ким има помалку потреба од Вашингтон отколку за време на првиот мандат на Трамп. Со сите работи што Ким Џонг Ун може да ги добие од неговиот нов најдобар пријател Владимир Путин, зошто би го барал Доналд Трамп. Во неговиот прв мандат Трамп соработуваше со јужнокорејските лидери во обидот да ја отфрли севернокорејската програма за нуклеарно оружје. Во неговиот втор мандат Трамп ќе се занимава со Северна Кореја, која цврсто ја затвори вратата за денуклеаризација, вели Ревер. Она што севернокорејците цело време го бараат е да добијат прифаќање, или барем признание од САД, дека Северна Кореја е легитимна, прифатена нуклеарна сила сега и дека двете земји треба да седнат заедно и да разговараат за да коегзистираат едни со други. Само неколку дена по изборите во САД, Северна Кореја тестираше нова интерконтинентална балистичка ракета, која потенцијално би можела да достигне поголем дел од копното на САД.